Поради нефункционалност на стариот водовод во Облешево проследен со многу дефекти и проблеми во водоснабдувањето, општината презеде мерки за надминување и долгорочно решавање на проблемот. Градоначалникот на општина Тишиново Облешево Костадин Личков на денешната пресконференција потенцираше зошто е започната реализацијата на овој значаен проект кој ги обезбедува средствата и колков е износот. По направените анализи беше констатирано дека во населеното место Облешево водоводната мрежа која беше поставена претходно доста имаше неправилности, значи доста дефеци излезеа, затоа имаше нефункционалност. Презедовме еден чекор за изградба на нов систем за водоснабдување. Средствата за овој проект се обезбедени преку Министерство за финансии или како позајмница за подобрување на општинските услуги. Овие средства изнесуваат некаде околу 20 милиона денари. Вклучително е тука околу 3000 метра водоводна мрежа. Потоа тој ги информираше граѓаните дека е завршена изградбата на новиот систем за водоснабдување и дека е во тек завршната фаза од поврзувањето на водоводната мрежа со градскиот водовод. Тоа значи дека наскоро се очекува вода да добијат жителите од 4 населени места во општината. Со ова ќе се стави еден голем тргнување на голем проблем, што е веќе општината Тишиново Облешево го има со децени назад. Значи вода за снабдување ќе бидат обезбедена за населените места Облешево, Чифлик, Чешиново и Уларци. Веќе во изградба главниот довод, значи од село Подлук, и се надеваме во текот на овие денови ќе биде завршено ова. Изведувач на оваа работа е ВАТО од Скопје. Градоначалникот Личков не очекува проблеми при пуштањето на водата во водоводната мрежа, иако дежурни екипи ќе ги следат состојбите и ќе интервенираат доколку се јави потреба за тоа. Паралелно ќе се санираат деформитетите создадени од ископот на водоводната мрежа.